Големата понуда на прехранбени артикли на градскиот пазар во Штип денес ги опфаќаше и традиционалните џимеринки. Овој вид на храна е строго сезонски, бидејќи тие се сврзани со пониските температури. Овој период џимеринката најубаво се јаде во Штип, бидејќи сега е највкусно, се најубаво се јаде. До ново дена се џимеринка јаде, до Божика, после Божика не се џимеринка јаде. Значи, многу сака работа, многу неа има џимеринката, многу има. Од 15 кила сало, само 3 кила само излава само џимеринка, оново се е мас. Значи, црвената џимеринка сега ше поскапа од белата џимеринка. Џимеринката ставена на 200 денари оде поло кило, белата од 150 поло кило оде. Домашната наша џимеринка кочанска. Кочанско поле е Чивлик. Колку луѓето ја тражат? Многу е барка на луѓето. Штипјани се болни за џимеринки. Многу е сакат. Особено жените многу е сакат, ти кажеш. Штипјани се болни за џимеринката јадат убава. Домашно селско баво наше ето, од селата ето, наше домашно селско месо. Аво, јадете ли џимеринки? Џимеринки не. Кад нема. Многу лепо јадам џимеринки. Кога последен пат сте јадели, дали често? Пред 2 недели. Тоа ги купи на пазар. Од пазара ли ги купувате? Од пазара ги купувам. Џимеринките се најубави. Јас имам јадено у животот, колку не сум тежок. Она што за овој производ за многумина е интересно е не само неговиот вкус, туку и неговите мрсноти, односно штетното дејство по здравието. Науката, за разлика од луѓето, вели дека доколку се јаде во нормални количини, џимеринките се дури и здрави за човекот. А еве и зошто. Омилениот традиционален гурмански деликатес – џимеринките се богати со протеини и масти и не содржат трошка јаглехидрати, поради што се добри за сите оние кои се на диета без јаглехидрати. Од овие причини, слободно гурманите нека продолжат со својата навика, имајќи во предвид дека цените не се баш комотни за сите. Во меѓувреме, ова се цените на производите кои беа најбарани во текот на попладневните часови. Прас од 200 до 250 денари за сноп и 30 денари парче, јаболко 30 денари, граф од 130 до 150 денари за килограм, марула 20, зелка 20, домати од 60 и банани од 60 денари за килограм, кромит 25 до 30 денари килограм, компир 30 и костени од 150 до 200 денари килограм.